Председателе, според член 203 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, со резолуција Собранието укажува на состојба, проблеми и мерки што треба да се преземат во одредена област. Во изминатиот период, јавноста беше изложена на организирана и координирана кампања на дезинформации и манипулации, со кој што дел од опозицијата, ќе повторам, дел од опозицијата, затоа што во текот на вчерашниот ден видов дека некои неповикани се најдоа да одговараат на оваа наша резолуција, свесно создаваше страв, несигурност и паника кај граѓаните, преку лажни тврдења за наводно прифаќање мигранти и изградба на мигрантски кампови, и се настојуваше периодов да се наруши довербата во институциите и да се злоупотреби чувството за безбедност на граѓаните за дневно политички цели. Од таа причина, приморани да реагираме со резолуција, ја поднесуваме единствената резолуција на оваа тема. Ќе кажам единствената повторно, затоа што повторно во јавноста имаше шпекулации дека постои и друга резолуција. Единствена, официјално, деловнички поднесена резолуција до Собранието, до архивата на Собранието на Република Македонија е резолуцијата која што е подпишана од овие 50 на 60 на пратеници кои што вие ги прочитавте, кој поднесува резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Свесно е темата така избрана и насловот на резолуцијата, затоа што ова што се случува деновиве, а гледам дека и денес продолжува со одредени пресконференции на одредени политички субјекти, кои што во текот на утринските сати кажаа дека пратениците од власта побегнале од разгледување на резолуција. Ја поднесуваме оваа резолуција и сакаме да потврдиме дека овие лажни сценарија немаат никаква основа со реалноста и не соодветствуваат ниту со политиките на парламентарното мнозинство, а со тоа ниту на владините политики. Напротив, парламентарното мнозинство и владата имаат јасна, доследна и непроменлива политика против нелегалната миграција. Владата никогаш не побарала, не договорила и нема да дозволи изградба на мигрантски кампови или трајно сместување на мигранти на територијата на општините во државата. Со оваа резолуција сакаме да ставиме крај на сите шпекулации и намерно пласирани невистини кои што ги слушаме. Дополнително, потребно е јавно и недвосмислено да се осудат политиките и одлуките на поранешната влада на Зоран Заев, со кои што беа отворени можности за создавање кампови за прием и нега на мигранти. Спротивно на националните и државни интереси. Таквите политики ја изложуваат државата на безбедностни, социјални и институционални ризици и создадоа простор за денешните манипулации кои што се случуваат во изминативе 10 на ден. Резолуцијата има јасна и превентивна улога, а таа испраќа порака дека прашања поврзани со безбедноста, миграцијата и јавниот мир не смеат да бидат предмет на лаги и политички конструкции. Во општество како што е нашето, неодговорно ширење на страв може да има сериозни последици врз стабилноста, толеранцијата и соживот, и токму тоа е една од точките во оваа резолуција, а не како она што сака да го наметне опозицијата, дека тоа е цензура на опозицијата и дека се враќаме во некои минати времења. За жал, ќе мора да се однесуваме европски и нема да дозволиме некој неодговорно да шират страв, која што може да има последици врз стабилноста и толеранцијата и соживот во нашата држава. Оваа наша резолуција укажува на состојбата на манипулација и дезинформација од страна на опозицијата и се потврдува определбата за принципијална, одговорна и предвидлива надворешна политика. И од тие причини, во интерес на времето, пратениците од владеачката коалиција и владиното мнозинство ја поднесува оваа резолуција се со една цел да се стави крај на сите овие шпекулации и она што се случува во нашето општество во изминатиот период.
Повторно ја користам приликата да ги повикам сите политички субјекти и сите пратеници во собранието и од власта и од опозицијата да ја поддржат оваа декларација за заеднички да ставиме крај на ширењето на лажни вести и деструктивните политики кои што не одат во интерес на граѓаните и општеството. Ви благодарам.